Суплементите за трудниците и додатоците на исхрана неопходни за раст и развој на доенчиња и деца од утре стануваат луксус. Аптеките ќе стават нова повисока цена на овие производи од утре кои сега чинат многу. Пример, витамините кои ги примаат трудниците по стара цена се околу 900 денари, а пак додатоците за бебиња од 400 до 800 денари. Главниот на ресорот економија пак Бектеши се залагал за основните прехранбени производи кои се со замрзната цена да се на 5%. По кој критериум се правила луксузната листа, не упати да прашаме во финансии. Тоа е предлог на Министерството за финансии и речиси месеци стручни луѓе во Министерството за финансии работат во делот на листата. Јас наведов и претhodно дека производите кои се наведени во одлугата за замрзнување на цената, ако во случај има техничка грешка, ќе се коригираат и тие речиси се коригирани целосно. И повеќе од тоа е направено со предлог и на вас, новинарите, а воедно и на граѓаните, каде што се прошири таа листа и повеќето од производите остануваат на 5%. За другите производи, на начинот како е утврдено да одат од 5 до 10%, во делот на критериумите, би ве замолил да се обратите до Министерството за финансии. Оправданието на владата за кои се производи се на оваа листа беше дека имало производи кои се луксус или пак кои се нездрави за луѓето, како чипсот. Се поставува прашањето, во која категорија спаѓаат суплементите за бебиња и зошто ќе се даночат исто како месото од ирвас и перките од ајкули. Владата првично донесе листа со повисок данок за производи кои ги нарече луксузни, а на истата се најдоа продукти како чајот, мастиките, цвеклото, лутеницата. По бурната реакција во јавноста, некои од производите беа повлечени и се вратија на стапка од 5%, ама остана долг список на продукти кои од утре ќе се поскапи.